Сега Да, сега се снима. Повторката работна површина треба да додадам. Ете се снима. Сега се снима. Значи, денес ќе зборуваме за Република Македонија е темата во светот, претходно што зборувавме минатиот час, а денес конкретно ќе зборуваме за Македонија и нејзините аспирации за интеграција кон Европската Унија. Значи, Република Македонија и Европската интеграција, што представува Европската Унија, символи кои се на Европската Унија, институции на Европската Унија. Сега стигнавме тука у нешто претходно го кажав јас, да знаеш што е Европска Унија, да ги запознава најважните институции во Европската Унија и да ги препознава символите на Европската Унија. И потоа ќе одиме и со нешто друго. Европска Унија. Овде, на овој слайд, се што е издвоено со сина боја, се членки на Европската Унија. Значи, почнувајќи од Англија беше, но сега не е. Значи, оди во Брекзит се издвојува. Малку ќе ја смалам сега површината да ги издискутираме кои држави се. Вака. Ќе почнеме од овој дел, Португалија и Шпанија. Па одиме Франција, па Белгија, Холандија, Луксембург, Германија. Овде ова што е бело е тоа Швајцарија, значи таа не е членка, Италија, Малта, овде вака вие Унгарија, овде е Полска и Чехословачка, Румунија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Полска, кажав, горе Норвешка, Финска. Значи, тие се држави кои што се членки на Европската Унија. Може би некоја и пропустив и не кажав како што треба. И што представува Европската Унија? Значи, Унија меѓувладина и национална заедница на демократски земји членки. Кога ќе се каже демократски земји членки, тоа сите кои што се стремат кон Европската Унија треба да ги почитуваат правата на луѓето или човековите права, да се грижат за зачувување на животната средина и значи да бидат економски јаки, што ќе помогнат за самото население. Европската Унија во моментот кога ја работена оваа презентација 27 европски земји, ама мислам од тогаш не има проширување направено. Ова е правено 2015. Подсетете ме ако има нешто, некој ако слушнал, тогаш ќе го коригирам. Ама во учебникот се толку ја се воде во учебникот. Значи, сите се земји од Европскиот континент и затоа се нарекува Европска Унија. Ова што е овде, сега малку историски ќе ве вратам назад. Во 19 век најголеми, развиени пространства имале Англија, Франција и Германија. И тие се нарекувале како земји на челикот. Челик произведувале многу, а знаете ви од минатата година кога јас ви кажував дека во Англија се создадени првите локомотиви, парни, се сеќавате на тие работи? Кога учевме? Значи, затоа биле премногу што биле јаки. И од 1951 година 6 земји во почетокот се споиле. Сакале уште по-јака унија да создадат по-цврста. И 6 земји на Европа, Белгија, Западна Германија. Во минатото Германија не била сега како што е, туку била поделена на источна и западна. И затоа е сега спомнато како Западна Германија. Подпишале некаков договор римски и таа заедница ја нарекле заедница на јаглен и челик. А покасно прераснува во Европска економска заедница.
а не Европска унија, како сега што ја нарекуваме. Европската унија под ова име е основана дури во 1993 година. Сега ќе појаснам зашто. Затоа што по завршувањето на Втората светска војна, светот бил поделен на два блока. Источен и западен блок. Западниот блок бил под водство на НАТО, а источниот под водство на Советскиот сојуз, тогашна или сегашна Русија, во тој период Советски сојуз, во тој сојуз покрај Русија, таму припаѓале Чехословачка, Полска, Белорусија, Литванија, Молдавија, Бугарија, Румунија и те земји. И затоа Европската унија е основана во 1993. Значи тогаш во тие години во почеток на 20-тиот, последната декада на 20-тиот век се распаѓа источниот блок. И овие држави, Чешка, Полска, Румунија, Бугарија, се раздвојуваат, а потоа се приклучуваат кон Европската унија. Значи во 1993 година во договорот на Маастрихт бил потпишан и од тогаш веќе не се нарекува економска заедница, не се нарекува заедница на јаглени чели, како што се нарекува, туку се нарекува Европска унија. И што е многу важно со потпишувањето на тој договор, на сите граѓани на Европската унија им е овозможено слободно да патуваат од една земја во друга, и тоа се нарекува уште Шенген зона, каде што граѓаните можат слободно да се движат, да работат и да прават посети. Виктор Иго е познат француски писател кој дал идеја за обединување на европските држави преку соработка и еднаквост на членки. Ова може би тешко за вас да го разберете, но мене ќе ми биде многу важно да знаете дека за прв пат спојот на 6 држави или 6 земји формираат заедница на јаглени чели, потоа која се нарекува Европска економска заедница, и да знаете кога е основана всушност под ова име Европска унија, Европската унија, и во која година. И што значи зборот Шенген, слободен проток на стока, граѓани и услуги. Или со еден збор слободно движење на капиталот од една земја во друга. Но Европската унија функционира и со издвојување средства од буџетот на секоја земја. Таму се собираат како вие, кога сте четворица членови во едно семејство, и сите всушност штедите поединечно, ама ги собирате на исто место. Тоа би значило дека Европската унија е унија на земји кои што имаат заеднички буџет и заеднички трошоци, а имаат и буџет со кој помагаат на земјите кои што се во развој. И сега она што претходно јас го кажав, дека се 27 земји членки, овде вака звездата и синото знаме се символ на Европската унија. Знаете дека во Брисел е седиштето на Европската унија и таму се веат сите знамиња на сите држави кои што се приклучени на Европската унија. Вие веќе некои знамиња ги препознавате тука, така? Ги препознавате некои знамиња од претходно. Значи, оне што требаше да нацртате нешто што ви давав во понеделникот, требаше да истражите нешто пред овај час, за да може да имате добри, ајде да кажам, цртеж и убаво изработени. Значи, символ на Европската унија е знамето со колку овие петокраки жолти се? 12. 12, значи биле 6, па 12, па се зголемувало и до денес е 27. Значи, ова е еден символ на Европската унија. Еве го знамето. Значи, таму се вее прво ова знаме.
и сите кои што биле знамето на Европската Унија е составено 12 жолти звезди, тоа не ми го кажавте, распределени во круг на основа, а 5 краси на звездата го символизираат единството на народите. Значи, број 12 представува символ на совршенство и единство. Значи, сето тоа е поттикнато и создадено во периодот кога се формира и основа Европската Унија. Следно нешто што треба да знаеме е Европската Унија има и своја химна. Композитор е Лудвиг ван Бетовен или Ода на радост. Тоа е дел од 9-та симфонија на Бетовен. Ова може да јас и да го пуштам тука сега линков, за да ја слушнете Одата на радоста, нема да го слушате, затоа што не можеме тоа да го направиме. Пробувавме неколку пати, но не може тоа да се слуша, значи може да се слушнете. Дека тој ја искомпонирал химната на Европската Унија. Ова мора да се знае. Се одиме сега следното натака. И сега, сите што знаете што е ова, може би некој не ги препознава денарите толку колку ги препознава еврото. Еврото е воведено во 2002 година, затоа што во минатото секоја држава си имала своја валута, своји пари. Знаете, во Грција била драхмата, во Германија марката, во Англија фунтата и се уште останата како фунта. Во Франција мислам дека франци беа француски. Во Бугарија беше лев, во Румунија не ми текнува сега како се викаше нивната валута, но од сите членки кои што се до 2002 година ги користеле своите валути, а од 2002 еврото значи станува единствена платежна валута во земјите членки на Европската Унија. Но тоа не се прави одма. Значи еврото се воведува после одреден период кога некоја земја се приклучи кон Европската Унија. Значи во Бугарија кога се оди се уште не се плаќа во евра. Така, знаете на одморштовите таму. Кога се оди во Грција се плаќа во евра, бидејќи Грција е членка уште од претходно, а Бугарија е членка станата после распадот на Советскиот сојуз. Значи таму уште не е започната постапката за примена на еврото како платежно средство. Исто и со Словенија и со Хрватска. Одиме сега. Ова е веќе таа третата содржина. Во Европа функционираат неколку институции. Советот на Европската Унија е Советот на министри за надворешни работи. И сите министри од европските земји членки на Европската Унија учествуваат во работата на Советот на Европската Унија. Потоа, во Европската Унија има и парламент. Во парламентот членуваат одредени пратеници кои се членови на Европскиот парламент и носат одлуки. Или со друг збор што представува парламентот законодавно тело кое носи правила и закони. Како што е кај нас парламентот, кој што ги носи законите, така има и во Европската Унија. Значи мора да се почитуваат законите и правилата што се донесени од страна на европарламентарците. Одиме сега. Советот на ЕУ е познат уште како Совет на министри и ги представуваат интересите на сите земји. Значи кажавме на сите членки што се, сите министри за надворешни работи учествуваат во парламент, во работата на Европската Унија. Сега, неговата надлежност е законодавството, будетските прашања, проблемите во криминалот. И знаеме дека е седиштето во Брисел, во Белгија. Тоа така, она што кажав за Европскиот парламент е представничко тело на граѓаните на Европската Унија. Работата на Европскиот парламент сега се одвива во Страсбург и во Брисел, значи на две места. Европската комисија, која ги штити и представува интересите на заедницата, е составена од 27 комесари
Ушли се сите представници по еден представник од 27 земји членки. Европската комисија има право да предлага нови закони во рамките на Унијата и седиштето е во Брисел. Исто така, постои суд за човекови права во Страсбург, што е дел од Европската Унија. Еве како изгледа Европскиот парламент. И стигнавме и за судот. Европскиот суд за правда ја има судската власт и го свои раце за спроведување на законските одредби од Европската Унија. Судот е составен од 15 суди кои се менуваат на секои 6 години, значи не се вечни таму, а седиштето е во Луксембург. Европскиот совет не е тело, но има значајна улога, составена од шефови на држави членки. Сега, главната цел на овој совет е да го поттикнува развојот на Европската Унија. Европската Унија мора постојано да се развива. Еве го судот на правдата. И сега, кои се надлежностите? Ова ќе биде европската интеграција или проширувањето. Кажавме дека Македонија го започнала со самото осамостојување, но никако не можеме ние до таму да стигнеме, затоа што кај нас не се постигнати уште оние законски норми кои што ги задава Европската Унија во донесување на праведни одлуки, почитување на човековите права, добра економија, како што има и другите земји. Пред зачленувањето на земјите во Европската Унија, тие стануваат аспиранти прво, се бараат, значи да се приклучат, потоа стануваат кандидати и, што е многу важно за земјите кои што сакаат да станат членки на Европската Унија, да ја почитуваат демократијата на граѓаните, да се почитуваат човековите права, правата на малцинствата, да превземат обврски што ги носи членството на Унијата и да дадат поддршка за остварување на нејзините цели. Со интегрирањето на новите земји членки, Унијата се зголемува демократијата, се зголемува мирот, стабилноста, безбедноста на народите во Европа. Сега, тука нешто малку поопширно за да знаете, во минатото ние, граѓаните од Република Македонија, не можевме слободно да патуваме во земјите членки на Европската Унија. Ние мораше да имаме виза за да влеземе во некоја земја членка на Европската Унија. Ако немаш виза, не можеш да направиш некаква посета. А визите знаете дека ги издаваат амбасадите на соодветната земја каде што сакаш да патуваш. Сега, бидејќи Македонија се приклучува кон Европската Унија, пред неколку години граѓаните од Македонија се ослободени од обезбедување на виза за престој или за шетање по одредена земја од Европската Унија. Но тоа во минатото го нема. И сега што е најважно, кога веќе се и отворени границите на нашата држава, голем број на граѓани својата екзистенција ја бараат надвор од границата на Република Македонија, како што кажавме, некои се иселуваат, некои мигрираат или работат во одредена земја па се враќаат назад во нашата татковина. Тоа е многу важно и значајно за развојот и за мобилноста на граѓаните од нашата држава. Исто така, голем број на средношколци можат да аплицираат во голем број на универзитети на ниво на Европа и да го продолжат своето образование. Додека некои земји членки на Европската Унија имаат предвидено средства да им обезбедат школарини и престој во државите за наши студенти кои што се запишуваат на нивните универзитети. Значи, тоа е всушност таа една заедница која му овозможува на одреден народ да се приклучи и да може да се движи во правецот на Европската Унија и кои се придобивките. Но кажав, кога ќе бидеш член во семејството на Европа,
да го наречеме. Од македонската економија и од македонскиот буџет треба да се издвојуваат средства, кои потоа ќе се користат наменски за проширување или за потребите на сите земји членки на Европската унија. И затоа многу тешко се оди во ова европско семејство, затоа што се законите и барањата големи, а помалите држави тоа не можат често пати и да го постигнат и да го остварат. Јас тука сега би завршила со часот, затоа што и затоа и го снимаме часот. Кажав неколку пати на тие ученици кога нешто не му е јасно, отвори во Тимсот, видеата сите ви се тамо, те што се закажаните средби, па ќе си го преслушате видеото, за да ви биде појасно. Но исто така имате и учебник по општеството што може да прочитате. Сега што сакам да кажам за наредната недела. Наредната недела понеделник ќе повторуваме. Значи подгответе се за повторување не како македонски што беше вчера, јасно? Да. Да биде повторување за културно наследство на Република Македонија, што имавме после тоа, после културното наследство. Имавме Како ризница, миграција и за Европската унија. И пак ќе го молим. Денеска имаме домашно поопштество? И па еве сега ќе ви дадам јас прашање за Наставничке веќе е ставена домашната за 8.5. Таа што е за странецот. За странецот требаше да биде напишана. Да. А ова ќе биде за во понеделник домашна, за 9. Таа беше од претходно, што дискутиравме за странец во Република, за странци во Република Македонија. Нели линкот го ставиш од книгата што го направи. Но сега тука сакам нешто да ви покажам, нешто со цртежите што направив јас. Само сега нешто мора да се приклучам на интернет. Чекај, овде вака може би ќе најдам. Ајде вака, овде се приклучена. Вака, сега да видам дали ќе ми се случи. Ќе ви споделам нова содржина, е тоа во склоп со утрешниот празник, значи утре е денот на Европа. Сега ќе споделам нова површина, пак е во склоп со содржината што дискутиравме до сега. Ајде само да нешто се... сега ќе пуштиме. Да. Затоа ви барав цртежи да си направите. Сега ќе видите колку се имаат изработено од другите оделенија и доставени се само по 3, а јас од тие 3 што ги испратите ќе ги искоментираме потоа. Еве го, Ден на Европска унија, мај 2020 година. И ова ќе може да си го гледате. Ова се символите. Кажавме знамињата таму кај што се веат еврото, ова е територијата на Европа, ова е ода на радоста, симфонијата од Бетовен, што кажа. Гледате? Или зборувам јас паушално? Дали ја гледате книгата? Гледаме. Да. Еве вака. И сега е Југославискиот празник. Говори, разговори со граѓани, изложби, функции, проекти во земјите членки и во некои кои се стремат кон членство се одбележува Денот на Европската унија. 9 мај е историски датум за Европа. Повеќе години се
подсетува на изјавата на поранешниот француски министер за надворешни работи Роберт Шуман, кој на овој ден во 1950 година ги представи своите визии за обединување на Европа и како прв чекор го предложи создавањето на Унијата Монтана. До неа германското и француското производство на јаглен и челик беа ставени под заедничка управа, но Унијата беше отворена и за други земји, па идејата наредната година беше реализирана како Европска заедница на јаглен и челик. Од неа израсна Европската економска заедница, она што го зборував претходно, и која во меѓувреме прерасна во Европска унија. И она што беше општината, распишаниот оглас, што сте ви праќам јас. Ова нема потреба да го читаме, туку ќе гледаме. Учениците заедно со наставниците во училиштето Димитар Македонски учествуваа со своји изработки по повод денот на Европската унија. Учениците цртаат пишува на тема Ден на ЕУ. Во оваа книга ќе се истакнат сите пристигнати творби што беа пристигнати кај мене, се мисли. И овде се трите наградени. Прво место, второ и трето. И сега погледнете какви цртежи имаат нацртано децата споредбено со вашите. Само да ги во продолжение на оваа книга може да ги видите и другите цртежи кои зема учество со творбите со посебен осврт за 9 мај, денот на Европската унија. Значи, овие се сите, не се извлечените тие што ги извлеков за награда, туку се дадени како што пристигнува, така и ги прикачува. Значи, први кои му испратија се првите. Значи, погледнете ги цртежите, малку може после тоа да коментираме. Ајде. Има и од четврто, има од прво, од второ, од трето. Еве погледнете. Еве од Стефанија. Ама само е Македонија. И звездите, дека се стреми тамо. Ама зошто не и некое знаме што кажав јас, тоа и на гора смо го напишав. Еве се. Еве, погледнете како Јана Петрушевска. Дали можете да ја замислите ваков цртеж да испрати Јана? Јас не. Значи како некој втораче да го работи. Погледнете, овие се од второ. Јасно? Значи, како пристигнувале, така сум ги прикачувал. И тука завршуваме. Оваа книга мислам дека ја ставив некаде, дали во општество или не, или линкот ќе ви го ставам, може и таа да си ја листате. Дали се разбираме? Да. Да? Да. Сега да одам директно пак таму кај што треба во Teams-от. Тука ќе се исклучам со снимање сега пак, ама да ме подсетите за математика.